Градежништвото останува главен двигател на растот на економијата. И покрај политичката криза, граѓаните повеќе сакаат да инвестираат во недвижности, отколку да ги чуваат парите во банка. Ваквата состојба влијае на зголемувањето на поборувачката на станови. Ова е ставот на градежните компании кои од денеска до 4 март ќе учествуваат на меѓународниот саем за градежништво и недвижности на Скопскиот саем. Третиот објект кој што го започнуваме сега во аеродром, Business Homes, имаме продадено околу 40% од самиот објект во фаза на уште од проект. Ископите ги почнуваме сега на 1 март, официјално започнуваме со изведбата на објектот. Значи реално морам да кажем дека поборувачката е голема. Имаме околу 400 стана што ги градиме во општина Карпуш. Имаме понуда на станови од гарсониери од 30 квадрати до најголемите станови 183 квадрати. Реално да ти кажам, иако што 2 години имаме криза, ние како фирма добро сме работили. Не можам да се пожалам. Луѓето повише сакат да инвестират во недвижен имот отколку парите да ги чуваат во банките. Не дај Боже, ако се осети кризата во недвижностите, во градичниот сектор, тоа ќе удари и по банки и по банкарски сектор. Во овој момент е најповолно да се инвестира, а тоа е најцврста валута во квалитетна недвижност. Дали е стан, деловен простор, за среќа или на жалост во Скопје. Од Градежната комора при Сојузот на стопански комори се надеваат дека градежништвото и во иднина ќе остане двигател на македонската економија. Градежништвото во последниве години е двигател на економскиот развој во Република Македонија и се надеваме дека тоа и понатаму ќе остане. Капиталните проекти кои се закажани за во иднина и стабилниот пазар на недвижности потврдуваат дека идната година не очекува раст од 5,2%. На саемот се присутни и домашните банки. Дел од нив излегоа со нови понуди за стамбени кредити. Спарка се банка Македонија денес излегува со нова ревидирана понуда, атрактивна понуда на стамбени кредити со фиксна каматна стапка од 5 години, од кои што првите 3 години со фиксна камата од 3,25%, а вторите 2 фиксна од 4,4%. Меѓународниот саем на градежништво и меѓународниот саем на недвижности се одржува од денеска до 4 март. Учествуваат 100 директни и уште 200 индиректни изложувачи.